На малиот му купив дрес од Јувентус, Дарко ми вика, не можеш ти сега со сила да го тераш, со сила можеш да му забраниш, не може да го тераш најава. Ја викам, добро бе, му забранив за сите останати клубови на свет да навива. Толку му изборот сега. Дечки, здраво, петок е и нормално време е за клаилничарски муабети. Тикетот од прошлата епизода нема да го спомнеме, иако мора за волја на вистината да кажам дека не сум ја крив. Слушав совети тука од овие околу мене што помагаат со снимање, светло што држат и остало. Од сега обеќавам дека сам ќе си ги правам тикетите. Предходното коло, кога направивме сами, бевме на една утакмица да фатиме. Ама, памет за следен пат. Веќе не слушаме никого. Сами си анализираме, сами си составуваме. Освен за тикетот, има уште една жална вест за сите што гледаат Супербол. Знам дека го делите истото мислење како мене, а тоа дека толку многу го изназборевме и го се зачекавме најдосадниот Супербол у последните години. Сега овие што се поише die hard фанови на НФЛ, знаат и политички да кажат, бил old school, од одбраната се концентрирале, вака така, кој е old school? 13-3 заврши. Полувреме, 3 саат Сабајле стигна, 3-0. Па на фудбал утакмици некои поише голови имат бе него 3-0. Не ме зафркавајте. Ја да ви кажам лично, изгледав Maroon 5 и тоа беше катастрофа од настав, барем споредено со прошливе години, и си легнав на време да спијам, за Сабајле да си станам на работа рад. Тие што гледале до крај, моје сочувство, до година нема да ве тераме да гледате Супербол. Прошлава недела беше значајна, за мене лично по една работа, тоа е роденденот на Кристијано Роналдо. Му пишав, му честитав, не сум сигурен дали ќе прочита, али едно може да кажам дека за Кристијано 34 као години се само бројка. Знам дека ќе се сложат со мене фановите на Јуве, а нема да толку да се сложат фановите на Реал. Нели они пошто од кога си отиде, па викаат, по право време си отиде, не ни требаше више, не ви требаше, се мачите трето место сте таму на табела. Исто мора да искористам приликава да го поздравам тренерот Жарко Батич. Имам од сигурни информации дознаено дека е најредовен гледач на емисијава. А и на него му беше роденден ден после Кристијано Роналдо. Значи, ова искочи као роденденска честитка. Многу нема да се концентрираме на викендов, туку на нешто што не очекува од вторник. А тоа е почетокот на нокаут фазата во Лигата на шампионите. Што е интересно за мене? Јас стално си ги сачекувам вака осми на финале и си ставам уште од сега кој иде далje, народски кажано, односно кој ќе помине во следното коло. Има и убави коефициенти, тикетот ти трае па скоро месец дена, први утакмици па реванш и нормално си правиме кладба со другариве, кој ќе погоди поише, кој ќе оди понатаму. Да не збора многу, да се фрлиме на паровиве да ги разгледаме. На вакво типување ќе се познаат мајсторите. Тикет ќе фатиш, ќе упецаш една утакмица на голови ова она, овдека да видиме преку две утакмици кој ќе иде далje. Значи ја ќе кажам ја што мислам и ова е отворен предизвик до сите. Во коментари чекаме да ни напишете кој мислите дека ќе оди понатаму од сите 8 парови осми на финални. Нормално, тие што ќе погодат најмногу, ќе следуваат и подароци. Да почнеме. У вторник почнуваат Рома Порто и Манчестер Юнајтед со ПСЖ. За Рома и Порто што да кажам, од утепан по утепан. Додуша Порто се први во Португалија се уште и се борат таму за шампионската титула, али нормално па португалското првенство па и не е некое преако, да не се лажеме. Како и да е, кој да помине од овие две, ќе му биде премија пласман во четврт финале. Ја од тоа што разгледав, Порто им се стари дужници на Рома. Односно, у 2016-та, усред Рим ги елиминира уште у квалификации за Лига на шампиони. У гости се изигра нерешено, после тоа у Рим, Рома Порто 0-3. У моментов како стојат работиве, мојот тип е дека Порто ќе оди далje. Значи, они се повеќе во залет, Рома губат од кој ќе стигнат, не може да се стабилизираат у Италија. Мислам дека повеќе ќе им биде фокусот да дојдат до тоа четврто место што и до година ќе ги однесе во Лига на шампиони, отколку да се фрлат со сите сили на осми на финале, пошто и онака си знаат дека иако лани догура далеку, оваа година мислам дека нема да имаат сила. Втора утакмица у вторник што ќе ја гледаме е дербито Манчестер Юнајтед ПСЖ.
ако личеше дека ПСЖ имаат среќа што им се падна Манчестер Юнайтед, ја тука да ви кажам одма дека ќе типувам обратно. Значи, мислам дека Манчестер Юнайтед ќе ги тресне ПСЖ. Узалет се, со Солскер газат, ПСЖ многу не воодушевува, почна да губат во Франција, изгубија се од Лион, значи не се веќе непоразени, и што е можда најбитно, Неймар е повреден. Првиот дуел секако ќе го пропушти, за реваншот не сум баш сигурен како ќе биде да ни изненади да се врати, али како и да е, мој тип тука е Манчестер иде понатаму. За Реал Мадрид со Ајакс, што да кажам, Ајакс ми играат многу убав фудбал годинава, и напаѓачки, и убав за око, и има доста добри младичи. Реал знаеме дека не се нешто јако не може никад да си игра со лесно срце против Реал. Али ја ќе кажам дека Ајакс иде дале, ќе ми се налутат другари за Реал Мадрид што навиваат. Реално дека Реал Мадрид ќе оди понатаму, ако ништо друго Ајакс уште од 95-та година ги нема тепано, така да тука одиме на Реал иде дале. Другата утакмица за усреда ние Тотенхем со Дортмунд. Заден пат кој игра у нокаут фаза, Дортмунд си ги преслуша. Ама па за тоа 2017 во групи Тотенхем искочи поуспешен и од двете утакмици. Сега информациите се дека Кейн не е сигурен за прва утакмица. Можда ќе се врати за втората, можда не, али по тоа што го гледам Дортмунд годинава, мислам дека тука нема да има дилеми за мене. Значи тука си ги заокружувам Дортмунд дека одат дале. Тотенхем нека се концентрираат таму да си бркаат второ место како што секоја година бркаат во Англија. Бајерн Ливерпул. Класика. Тука многу нема да објаснувам. Заден пат кој играа нешто за да се надпреваруваат беше Супер купот, уште кој знае која беше 2001 година. Ако некој памти. Тоаш Ливерпул беше подобар. Мислам дека и овој пат Ливерпул ќе идат дале. Бајерн си имаат проблеми у Германија, мислам дека таму бидејќи им се лизга земјата под нозе, таму сакаат повеќе да се сконцентрираат, а Ливерпул знаеме како фудбал игра годинава, знаеме дека догураат до финале лани и мислам дека само малку среќа ќе им биде потребна за лесно да си го поминат Бајерн во осмина финале. Бајерн е за ремонт, да не се лажеме. Ќе видиме другата година што ќе прават они. Меѓу Лион и Барселона треба да сме луди да типуваме нешто друго освен Барселона да иде дале. Така да тука многу нема да се задржам на оваа утакмица, а истото ми важи за Шалке со Манчестер Сити. Сити доминираат во Англија 2 години, оваа година се мачат малку, ама мислам дека таа Лига на шампиони ми е таква болна точка што годинава ќе дадат све од себе да идат понатака, а реално им се падне и лесен противник ги во осмина финале со оглед на тоа кој све можеше да им се падне. Значи тука ќе одиме дека ќе сидат дале Сити и дека ќе одат дале Барса. И стигаме до најтешката за типување. Годинава како го зазбореа Јувентус за Лига на шампиони, мене ми е страв дека ќе направат многу луѓе голем малер. И па и направија почто се падна со Атлетико Мадрид во осмина финале, па полош противник не можеше да им се падне. Али ако ме прашувате мене, Јувентус иде понатака. Значи, они годинава 2 пати ќе го посетат стадионов на Атлетико Мадрид. Еднаш во осмина финале, а еднаш у финале, знаете дека и финалето ќе се игра на тој стадион. Пошто правевме анализа за од вторник па натака, да не искочи дека го рипаме викендов, имаме доста интересни утакмици што треба да се изгледат викендов. Значи, имаме у Италија Фиорентина, Наполи ни играат, у Шпанија Атлетико Мадрид со Реал Мадрид. Значи, второ дерби. Сити со Челси играат во Англија, а ја нема да ја пропуштам ни Атлетик Билбао со Барса. Така да и вие не е лошо да си ги изгледате и да си го исполните викендов со убав фудбал. Ама не можам да издржам да не ги истипувам, сите 4 гол во 3+ ќе ги играм. Се гледаме у петок другиот. Чао!